Поштовани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Еве очи во очи да погледнеме на состојбите по однос на безбедноста, но и една појава која се чини навистина зема замав и е вознемирувачка затоа што го отвора прашањето што се случува воопшто со луѓето, ете, како просто да им е нешто вметнато некоја доза на нетрпеливост, на агресија и така натаму. Имено додека Министерот за внатрешни работи уверува, презентирајќи го отчетот за работата на Министерството за внатрешни работи за изминатите 2 години, дека имаме најниско во Македонија, најниско ниво на криминалитет во последните 20 години како резултат на нивната посветена работа и реформите и така натаму, давајќи детали во практично сите сегменти за сузбивани и организирани криминални групи, заплени на 6,2 тони разновидна наркотична дрога. Среќа штета што тие 5 тони марихуана не влегува тука, ќе бе 11,2, но добро, среќа што се барем 6,2, но и дека воедно имотен криминал е намален за повеќе од 30% и разбојништво и разбојнички кражби за над 40%, во исто време велам од другата страна на ова статистика или сеедно извештај на хартија. Од другата страна на бројките презентирани на хартија, во реалноста, со други зборови, во нашата стварност бележиме се чини поинакви состојби, така за жал еве сме сведоци и на ова неодамна брутално насилство врсничко кое беше извршувано, спроведувано врз девојка која беше малтретирана и тоа од девојчиња, со што исто така надвор од оние податоци на хартија имаме конкретни реакции во јавноста и на социјалните мрежи, особено откако се појави и ова видео, при што се бара одговорност од сторителите, се бара одговорност од родителите, но се бара и поефикасно постапување од институциите. Дополнително проблем представува или причина за вознемиреност представува токму тоа што никој од присутните деца не само што не застанал во одбрана на девојчето, а огромен аудиториум. Значи имаме ситуација на арена, просто практично ситуација на арена на борби, во која има поголем аудиториум кој тоа го гледа и скандира и така натаму, но исто така оние кои се уште, да речеме, поизразени или повеќе би требале да бидат предмет на обсервација по однос на таа некоја патолошка состојба, тоа се оние кои сето тоа го снимале. А токму пак како резултат на видеото и кој излезе во јавност, мајката на девојчето го пријавила инцидентот. Тука и темата која е всушност поентирана во тоа дека насилството за жал ни е се поизразено. Овој втор дел како да се препознае токму во контекст на тоа, ако некој се прашува што како да се препознае, јасно е. Па не е можеби сосема јасно затоа што поентата е во тоа што не станува збор за еднократна работа, туку за еднократен моментален чин, туку станува збор за процес, кој резултира како ова што го имавме сега, а при тоа и во овој случај и ова би останало незабележано, како и многуте други. Неодамна имавме и она со исто така малолетничко врсничко насилство, со изживување со цигари и така натаму, да не чисто колку да подсетам, иако е повеќе од јасно, не би било спомнато или пријавено доколку еве не се појавило видеото, па родителот пријавил. Затоа велам, со други зборови, имаме ситуација во која прашање навистина проблем да се препознае, односно да се разграничи дополнително, имајќи предвид дека имаме и реакции на, односно помеѓу коментарите на
социјалните мрежи и токму дискусија по однос на тоа што се случува сега и порано се тепале деца, но постојано некој се наоѓал да ги раздвои, нормално е тепање, скубење и слично. Токму тоа е таа линија која треба да разграничи помеѓу она што е нормална реакција на крајот на краиштата и на годините и на недоразбирањето и на реакција, впрочем не знам како спротивставување, реакција во некој конфликт, а друго е кога тоа преминува во изживување, во садизам, во патолошка состојба. И ако каже некој, а добро, што со ова? Па не е всушност само ова, кога велам во првиот дел од темата стои насилството се поизразено. Имено вчера се случила и ситуација да 14-годишник без никаква причина бил претепан и избоден 7 пати со нож и оставен да лежи во безсознание. И уште пошироко, значи, визави извештајот, дека, затоа и спомнав само неколку работи, извештајот на министерот Тошковски е во сите сфери, значи, имотен криминалитет, разбойништва, наркотички средства, организирани криминали и така натаму. Но, велам, така и овде, не е ова само врсничко насилство, не е ова со видеото, не е тоа со 14-годишникот, еве пред 2-3 дена за време на викендот, неодамна беше и ова со ситуацијата убиство на поранешната сопруга во Таор, со една неверојатна не само умисла, туку креативност, имагинација, потоа на сон му се јавила, па кажала каде е и така натаму. Се едно, може би и е, но велам, не, тоа е навистина нешто што влегува во некои други психолошки состојби. Патолошки, психолошки, како и да е, кои во секој случај, еве да не ги јас квалификувам, треба да бидат токму подложени на одредени обсервации. Може би навистина некој слуша гласови, некому му се јавуваат насон, некој ги гледа пред себе, некому праќа пораки, направи го ова. Но сето тоа треба да се утврди. Дали е тоа така, дали некој нешто сонил па направил како порака, или е толку луциден за да самиот ги тие работи создава за да го прикрие тоа што го направил, што покажува пак од друга страна една неверојатно отсуство на емотивност и совршена подготвеност за калкулација и манипулација, односно тотално отсуство на емпатија во правење на сторување на това не е кривично дело, туку на убиство. Затоа велам, ова јас дури би го истакнал, повеќе ако министерот Тошковски вели постигнат резултат во, не знам, сузбивање на криминални групи. Криминалец е играчка за ова. Ова не е, или тоа убиство не е во афект тогаш. Или е убиство, велам, кое како резултат на одредена психолошка состојба, или ако не е резултат на психолошка состојба, тогаш, како што кажав, не само отсуство на емпатија, туку совршена калкулација за како сето тоа да се потоа спроведе. Така што, за да се извлече од тоа што го сторил. Така што, велам, тука доаѓаме токму до тоа што и професорката Најчевска го коментира, дека помеѓу другото сето тоа е продукт на општеството кое го создаваат и одржуваат нашите политички партии, а секако дека сето тоа пак и јасно има влијание, почнува и од родителите, од воспитувањето, и потоа кога се јавува веќе тогаш кога се случува, тогаш тука веќе е во делот на тоа да се почнува од полицијата, кога станува збор за превенцијата. За да тие статистички објави како биле сузбиени, не знам, најдобро намален криминалитетот на рекордно ниво во последните 20 години, почнува така што
ќе биде превентивно. Инаку, ова е само како последица. Сега МВР поднело кривични пријави, сега известени се обвинителството, сега известен Центарот за социјална работа, а тој требал да работи. Не да биде известен дека нешто е направено, тоа веќе излегло од доменот на Центарот за социјални работи. Тој треба да работи за да не доаѓа до ова. Излегло од доменот на родителите. Излегло од доменот на општеството. Општеството ги брка последиците. МВР и така натаму. Судот треба, обвинителството ги брка последиците. А МВР е тоа кое треба да ги спречи. А што е безбеден град? Превенцијата. Барем со таа логика и тоа е аргументацијата. Реформи и стратегија и така натаму. Па тоа е стратегија, а не да брка последици. Кои, за жал, еве како последици ги имаме во енормно зголемен процент. Така што ете воопшто, да продискутираме околу тоа, ниво на агресија, на нервоза, на нетолерантност, на седно, дали во однос на отсуство за нормална комуникација, она што дискутираме за дебата и слично, дали во собрание, дали дома, дали во вакви контактни емисии, како и да е. 6091924925, повелете, благодарам за трпението, барем вие покажувате дека немате агресија. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Се слушаме? Да, одлично, повелете. За овој случај, прво е крива државата, односно безбедносните сили, односно полицијата, бидејќи е задолжена за тоа. Пошто не превземат мерки, полицијава одма се проширува тоа на семејството. Семејството дома што прави, како се тепат, како се бркат, како се стават, 300 чуда прават, и од тоа учат и децата. Од тука почнува тоа коренче да расти и затоа се распаѓа, се растурува овие бруки со овие, како да речем, па ќе се вратам на полицијата. За најмала ситница, полицијата да го прибери тамо, има тие стапчиња гумени, со тоа стапче гумено да му ја излеј прашината испод кожа што има. Не е на кожата згора, испод кожа. Прашинка кој има да му ја извади. И тоа што влегло во станица, не на судот ќе го носи, па вамо ќе го носи. Не, фаќање од улица, фаќање од семејство кај што прави проблем, во полиција 24 сати само да не умри, ништо друго. Тој ќе воспитува после понатак и ќе вика: деца, луѓе, фамилио, не е мој сламка да преместите, не било што. Не знаете како е вамо. Тоа за време Југославија, еден дел Тито го правеше така, затоа во Југославија немаше такви проблеми, го ја критикува, ваква била, наква била, ред имаше, ред и поредок. Кола да оставиш во Словенија отклучена, после 3 дена да се вратиш, ќе ја најдиш таму, ништо не фали. Сега на се пат ќе те сретат, ќе ти свалат, ќе те плачкат, ќе ти свалат, ќе ти спотепат и никому ништо. Тоа не било ништо тоа, така нешто било. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден. Се слушаме? Да, повелете. Благодарам. Ја ми се чини дека ова насилството зема толку голема размера, што човек не зна дали смее да оди по улица, дали смее дома да влезе, не знае што ќе го начека и во сопствениот дом, така да воопшто не сме сигурни и не можеме да се чувствуваме сигурни. Единствено само можам да речем, стити сел, како го видна тоа, само тука има Министерството за внатрешни работи постигнато и натера луѓето да возат паметно, затоа што ги снима камерата, ако не го подсетува тоа, ќе плати 200, 300, 500 или ќе му го одземат возилото, има така, многу намалено. Меѓуто ова се случува со децава, последно ќе речем, во Ѓорче Петров, во Велес, па во Тетово, па во последно дете во Изводено. Не знам дали моето размислување е следно. Да се заострат мерките, казните, сите оние деца кои што направиле такво наследство, поред што ќе биде казнет родителот, а детето да биде отстрането до крајот на учебната година, да не посетува, да изгуби годината, и да наесен да моли некаде да го примат
за да може да го продолжи скумувањето. Тоа е најдобрата мерка, барем ја така размислувам, ако сакаме да се справиме со ово насилство, тоа со никогаш, ама барем че од 50 до 70% би размислувале тие се кој ќе остани, прво не сме да влезе во ниједно што, не може да се запише. Значи, ќе остане што се вика неписано, неупро и така натака, моето не. И другата мерка, значи, ако е поблага, да речеме, корисна работа, да мете, да полива паркови, да собира сено и така натака, и јавно да го гледаат граѓаните дека сгрешил и работи корисна работа. Само на овој начин. Ви благодарам. Па ете, тоа се од начините како да се спречи и понатаму превенира да доаѓа до вакви ситуации. Ете, спомнавте да се одзема возилото. Па возилото не го направило делото. Што ако се одзело возилото? Освен тоа прашање, одземате лична својина, по кој основ? Но клучниот момент е токму прашањето е како да се одземе можноста на сторителот да го повтори делото. Ете сега тротинети ќе се одземале за сторен прекршок. И што? Имате колку сакате за прво може да е од тие изнајмените тротинети, ќе го одземели. Ако е во лична собственост, ќе го одземе, овој ќе се качи на тие за изнајмување тротинети, ќе повтори дело. Значи, поентата е таму тој што го причинува делото. Што треба сега? Некој кој е, не знам, тргува со, како МВР со нивниот речник би рекле, со недозволиви материи, прашкасти, психотропни, што знам какви да се, наркотички, да му се одземе куќата или станот. По кој основ? Лична собственост, особено што може би не е негова. И одземаат возила и ако не се на сторителот. Да, ама со него е направено прекршокот или што и да е кривичното дело. Но не го направило возилото, го направил тој што го управувал. Што сега утре стан треба да му одземеме? Што ќе отиде во друг стан во подрум, повторно прашкасти материи ќе дистрибуира. Или велам, ќе земе друго возило. Предходно кажаете, гледачот порано, ќе оставевте возило, ништо. Ќе најде возило, некој ќе продолжи. Треба тој да се оневозможи во тоа, тоа да дојде до ситуација да го повтори делото. И тоа е суштината. Билтени колку возила се одземени, не знам дали го решаваат проблемот. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав, се слушаме, да, повелете. Хвала на поздрав. Јас ќе ве поздравам. Благодарам. Ако ми дозволите да поздравам неколку лица. Ма секако, кого вие сакате, ако сакате, ако не, немате обврска. Немојте после јас сум ви дал дозвола да поздравувате, па... Брат ми од, не е роден брат, него пријател од Боби Стериово од Тетово. Денеска така сите младите гледам, и машки и женски, брат, да ти кажам брат. Ти ви кажам само. Мајче Коле од Велес, да ти кажам брат, да, добро. Вака да ви кажам, та ќе се вратиме на темата. Ајде брат, да. Вака, како што кажете, возилото да не се одзема, јас викам, ако делото не може да возилото да опреба, да се одземе возачот. Тоа велам, да му се одземе можноста да го повтори делото. Да не го повтори делото возачот, да се одземе и да се отера негде каде се каже. Јасно. Нема врска со тоа, ќе се случува и ќе се случувало и ќе се случува и сега да биде во помали количини или во обем. Јас да кажам на приказ на почнам и тоа, со мајка ми со тоа, и кажам дека учителката беше малце нервозна, јас го извадив компирот од жена. Вие рековте. Не, после комуњар, го извадив компирот од комуњар се станува човек, без комуњар нема човек. Ама сите овие што се јавуваат се од комуњари, прахени комуњари, тоа комунистите биле тогаш за нас. Ама јас го извадив компирот и да не биде дилема и кажам, викам, тоа, па од Ада Миева почна, па мајмуните таму. А од друг компир таа ве подучуваше дека било. Ама мене мајка ми излега во компирот, јас ми се за компир, да, мисле по буквата К. Тоа беше компир, го извадив од масата, тоа беше магареши клупи го смислов, дрвени клупи. Тоа да нема дилема, тоа викам, сите овие што се јавувате... Кој знае колку минуете барале што е да почнува на К, завршува на... Јас сум правен, ако бил татко ми мој, беше и партизан, така да беше во комунизм, не бил комунист. Така, да, некој навистина значаен кадар
на К и на Р за да се дојде до човек. Добро. Повелете, добар ден, кој ни е следен? Ало, добар ден. Да, поздрав, повелете. Па јас отиде ќе бида на темата, нема да вака коментирам како не одбив другите. Подобро не се јавува, што некој не коментира на темата, нека не се јавува. Поздрави, желби, тоа се народи така. За време на Југославија, Кичев се, за време на Југославија, повеќе народ имаше во Кичево, повеќе граѓани имаше, целата беа населени. Меѓутоа, покрај полициска станица што имаше во градот во Кичево, сега ќе ги направам следеќето. Имаше полициска станица во Извор на 7-8 села, кај што воде контрола, имаше полициска станица во Зајас, кај што воде контрола на неколку села, имаше полициска станица во Ослоемеј, имаше полициска станица према Илишта тамо, значи сите села, во секој втор ден, во секој село одеа по 20 полицајци патрулира. И сите знаат дека иако некој не стори нешто, полицајците испитува кој што направил, кој дете фрло на керамида, кој како се степал, кој како стара, кој како направил. Тоа денеска го немаме. Ние имаме денеска повеќе полиција, помалу граѓани, целата се празни, а полицијата само се примат и тие полицајци се примат, тие се некои што се бавеле со оружје, со ножеви, место да бидат полицајци, да секој мало да имат полиција контрола, да се контролират во секоја улица, како што беше тоа понапред. И тоа понапред го немаше Југославија, беше систем, беше држава. Дури понапред одеа. Понапред одеа, јас сум планинар, одеа, се сеќаме деца одеа, полицајци шетат тури по планините, тие што има бачила таму. А денес кога сум планинар, ода во Бистра, во планината имаат албанци, идат, ќомити берат билки, јас плаќам дозвола за да излезам и одобрение да шетам низ природа. Тие ни одобрение да се за престој плаќаат ни за дозвола, ни за билки збирање, ќе збират билките на тие на кичевчаните и на другите македонци и препродаваат во Албанија. Покрај тоа, никој не пријави во бачилата спијат или и со дрога. Благодарам ве, поздравувам. Ајде, полицијата се спомнува многу. Еве во оваа тема почнавме практично секој од вас и јас почнав со извештајот, па правиме споредба како е што е. Но токму подноси на извештајот. Извештајот го дава министерот. Од друга страна дискутираме за состојбите кои се реалност, а што е со самата полиција, па ете така не можам да не го спомнам моето вчерашно искуство. Ви спомнав дека некаде од 16:50 до 18:10-15 ниту еден автобус немаше, па потоа кога конечно дојде, некако се префрлив до едно место, затоа што не беше тој број кој ми треба, но барем да се доближам. Како и да е да не должам, потоа некако наредни 20 на минути, половина час до друг автобус и конечно веќе доближувајќи се низ уличките поплавени под вода и така, дојдов до место од улицата кое апсолутно беше поплавено од едната до другата страна, најмалку до глуждови. И се двоумев како да ги поминам тие 20 на метри под вода, да преминам на другата страна. И застана до мене полициско возило. Ми рекоа, ајде влезете, ќе ве префрлиме. И влегов, што нема, велам да чекам ли да ме убедуваат со овие гумени стапчиња, се шегувам. Така што влегов и шегата настрана, не е само тие 20 на метри, рекоа до каде треба, ма не треба ништо, велам, дајте само да немаме недоразбирања. Не, ајде тие 300-400 метри уште кои ми останаа, ме однесоа и попатете кажаа, ние сме сервис за граѓаните, таман работа. Излегов од полициско возило, така што ако некој видел или ако се појави некоја видеоснимка, еве токму и прилика да објаснам. Токму и ние како медиумите сервис за јавноста, тие своето, јас своето, заедно еве имавме добра соработка и сакав ета го споделам со вас токму тоа дека има и такви кои се. И едно, но еве има и вакви кои беа и не само повеќе од коректни, туку токму она што треба и да биде. Особено во делот на работите, на работните обврски, на оние во кои треба да
доверба и не да се плашиме или да стравуваме ако застанале до нас или ние да ги прашаме за помош. Јасно дека и тие треба многу да работат како институција, но еве има и такви, така што поздравете и до тие кои си ја знаат работата. Повелете, добар ден. Добар ден и Да, убав ден и вам, повелете. Темата е катастрофа, нормално. Значи, насилство имало и ќе има, меѓутоа зависите од размерот на насилство. Значи, тоа е широк поим насилство. Размер имате од до. Значи, ова што се случува Затоа спомнав и убиство имавме неодамна, еве врсничко, да. Значи, ова што се случува сега е катастрофа. Значи гледаме што не е едно дете. Значи, пазите, одека се случува нешто од група. Значи, едни тепаат, прават што прават, други снимаат. Како можат така да снимаат? Значи, со овој TikTok буквално, значи, ја мислам, ова е више конкуренција кој да направи нешто полошо на TikTok. Значи, видите игралиштата како ги наказуваат. Тоа сето тоа. Значи, јас вака пак ќе кажам, полиција. Значи, не може полицијата, ајде не можат пешки да одат. Имат точаци, имат мотори, имат вести. Значи, имат толку услови сега полицијата да може нон-стоп да кружи и да влезе секдека да види каде што се прави. Значи, вие, полицијата кога дознава, кога ќе пуштат вака на социјалните мрежи. Па чекајте кога ќе дојде до тогаш веќе што е тоа, што направила ништо. Значи, мора активна да биде таа полиција и мора да шета нон-стоп. Значи, не може вако нешто. И сега, што се овие деца? Дали се овие од приватни училишта или се од државните училишта? Затоа што сега дека имаме голема поделба, така да не знаеме што се случува. Меѓутоа, на вакви деца само реципроцитет. Сега на тоа дете што тепало и правило 1, 2, 3, стави ги, направиме го истото. И нема тука љутење, нема демократија, има право. Колку што има това право, има и ова право. Не може меѓаш едно да брани, друго да дозволи. Значи сега истото да се направи на него. Додека тоа дете не го добие истото што го направил, никој пат нема да се опамети. Значи пак ќе си го продолжи, поминало, го казниле, го викнале полиција, големо чудо. А дека домашно воспитување не е... Благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Добар ден, господин Повелете, да, поздрав, да. Најпрвен да се извинам за оние диносауруси. Ма нема зошто, таман работа, токму... Слушам, да. Применив премногу иронија до цинизам, затоа што секогаш кога некој не ќе да ги отвори очите, да, применувам таков начин на говор, зашто тоа потикнува размислување во повеќе правци. Инаку ми пречи кога некој зборува, ние сме постари, ние сме вакви, па овој јунак нечени, па овој херој нечени, па не знам што. А треба да се проучува историјата за да се знае и да не се повторуваат грешките и толку. За насилството. Насилниците се создаваат дома, во домот, од семејството и никаде на друго место. Значи се други дополнителни фактори. Тоа интернет, игрици, да, предизвикуваат агресија, потикнуваат, даваат идеи, но само кај оние деца кај веќе е создадена потреба за насилство. Значи, дома ги формираме суштествените особини на личноста. И тоа првите 6-7 години и потоа многу тешко се менува. Тешко се менува на добро. Да. Но сепак се менува, човечката природа се моделира. Строго би ги казнила родителите на насилниците, а потоа би имало и мерка барем година дена да мора да го водат кај психолог на разговор еднаш неделно и тоа кај некој приватен психолог да плаќаат. Овие наши родители, јас се извинувам, јас сум и родител и баба и работев во образование со деца. Само кога ќе ги пипнете по джебот, тогаш разбираат што сториле, инаку ќе ги бранат. Обично велат, малечо ќе не разбира, не знае ништо. Насилникот се препознава уште на 6-7 години. Така. Барем оној што практикувал таква. Така, ви благодарам, ви поздравувам. Инаку не можам да го прифатам извинувањето, затоа што за мене сметам дека нема потреба да се извините. Значи нема зошто да се. Во таа смисла не можам да прифатам нешто што нема. Нема потреба. Подносно ова дека сте примениле премногу иронија или цинизам, напротив, па тие се секогаш и добре дојдени.
како што кажав, ти самите поттикнуваат и на размислување, но и помагаат токму и да во контекст на тоа и да се прошири она за што се дискутира, па да би рекол токму и помеѓу другото благодарение на тоа што го спомнавте вие, откривме и некои нови работи и диносаурусите, кога биле, како биле, но и апсурдноста токму околу тоа кој е, како е постар или сето тоа, па сонце, па овој, па и слично. Она што не дефокусира од вистинските работи, така што е до мене апсолутно ниту имало нешто, односно ако има, напротив, тоа е само и од моја страна да ве поттикнам, повелете, продолжете така, затоа што би рекол создавате, ако ништо друго, поттикнувате на размислување, на дискусии, на дебати. Уште подобро ако не се согласуваме, токму да изнесеме различни аргументи, сите кои учествуваме. И така ќе дојдеме до заклучоците, до новите, не знам, осознавања, откритија, до нови ставови. Сето тоа е водич на некој начин за понатаму како да знаеме да ги примениме тие заклучоци врз сопствениот живот. И во животот, да. И на нас, и на блиските, и со самото тоа да придонесеме и во општеството да се смени сликата на подобро. Повелете, добар ден. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Па, ја поддржувам женава што разговараше. Значи, суштината на насилството кај детата се формира во семејството. Значи, ако има семено насилство дома, детето гледа и ќе биде насилен помеѓу другарите и другарките. Тоа е многу едноставно. Ако таткото ја тепа мајката, или родителот, или не знам што, било кое насилство, или родителот го тепа детето за било што, тоа насилството ќе го изразува во школа, на улица и било каде. Тоа е многу едноставно. Или кој ќе порасне, ќе стане наследник. Исто така и материјалните разлики си прават гнев, омраза. Например, ако родителите немаат 100 денари да му дадат денеска да купи еден сендвич, а други деца има што доаѓаат со патики од 100-200 евра, или некои па доаѓаат и со коли во школа или со мотори, скапи, да кажеме, или скапа гардероба, автоматски ќе се ствара револт, гнев и едноставно тоа незадоволство ќе стане во агресија. Секоја агресија, криминал, корупција, млади, стари се решава само со казни. Овде треба се казнат родителите парични да се обештети детето кое е малтретирано. Мислам со тие пари. Многу едноставно. Исто така како малолетно не значи дека не треба да одговара кривично. Треба да има домови за малолетници и кога ќе напуни 18 години, ако утепал дете или направил голема штета, ќе си лежи затвор после 18 години. Многу едноставна играката. Ако се сака тоа да се направи. Но кај нас све се купува со пари, шом се купуваат судиите со пари, обвинителите, нема правда, нема ништо да има. Ке важи само за обичните смртници, казните. Благодарам, поздрав. Повелете, добар ден. Добар ден, Раде Василев од Кавадар. Поздрав до вас, господин Василев. Некои работи се слагам со преходниот што рече. Аха. Него ја рака би почнал. Денове сретнав еден мој деловен срвавник пред 20-30 години, не сум го сретнал, човекот од Албанија. Албанец. И му реков, агрони, како е? Нечи не раде. Зошто бе нечи? Нечи не затоа што има преголема демократија. Тоа е тоа кај нас овде што најмногу нечи. Преголема демократија и преголема слобода. Посебно сега кај овие млади основни школи и средно училиште, кои што после расту скоро да никој, ајде да речеме 10% не се ангажирани, 90% нема тикав за обрски. Што обрската му е ноќта да скитаат, да прават бели, а дента да спијат. И ја ако направам една споредена паралела со моето детство, како сум бил и мојата младост, основно и средно образование сега, колку има време ќе кажа. Јас во моето време, основно средно училиште, требаше да работам дома, заедно со моите родители, со мојата фамилија, за да останеме во живот. Бевме поголема фамилија, само татко ме работеше и тоа теренски работник, за да се надополни тој домашен буџет, татко му секој свелеше. Работете, за да утре да имате да се школувате, да имате свој стамен простор, да не одите кири.
Така и го сваќавме тоа, ама работевме и сакавме да работиме затоа што сето тоа што го заработувавме, се уновчуваше и добро се земаше. Во тоа време татко ми ако бевме голема фамилија, сам работеше, до 10-та година се купи нова кола и ја плати во готово. Сега, овие нови генерации, нема тикави обрски. Јас сум морал да станам во 2 сата да берам тутон. Тие во 2 сата сега шетат низ градот и гледам тога, јас сум кавадарци, шетат и одат по бензинските помпи да се докосурат, затвореле, не знам, продавниците, кафиџите, од бензинските помпи работа 24 часа, па дај овде каде се земе, па има и масија од бензинските помпи наставено, да се докосурат би било малко. А колку тоа што го пример. Ова го кажа више еден пример. Е смешно, а од друга страна и да плачеш каква младена имаме. Ако му речеш нешто, не да е Боже одма неговиот родител, го прајче па се кара со тебе. Гледа времето ми побене, фала многу пријатно. Благодарам и до вас, поздрав. Не е во суштина смешно, јас се насмев ова што велите да се докусурат, а сега се тие термини актуелни, ете, ние докусурат. Како што порано, нели, за музиката зборувавме шлагери, па потоа, не знам, модерна забавна, па сега е тоа поп музика, а всушност за жанр станува збор, некогаш е да се докусурат, сега е тоа after party, како го нарекуваат, после забава. Има и after work, значи после работа, еве сега после 17 часот, па одите таа шема до 21-22 часот, а потоа е она партито, забавата, до ете полноќ 1-2, а потоа е after party, тоа е она докусурат. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушам. Јас преска во слободна тема, добив на крај и заврши. Дали може прво за тоа нешто? Да, секако, ајде, повелете. Вака сега. Јас ќе зборувам прво за опозицијата сегашна, какви предавства направи. И сега, дали има таа, нема кредибилитет, онака да зборува за овие нашинци. Јас кој ќе ги спомнам тие нашинци што се во странство, знаете дека кожава ми тежи. Па имам некое чувство. Значи се откажавме од македонците во соседниве држави и уште од ними дали треба да се откажиме. Јас сум била во странство и се осеќав таму како си се баравме ние нашинци и од овде го осеќам то како нашинци. Зошто го прави ова опозиција во ова нешто? Зошто не сака да се служи да гласаат? На вистина, не знам овие до кога ќе одат со тие работи, мангупски работи. Видовме и во собранието како се менуваше уставот. Мангупска, уште на времето, уште ова да го кажам, пред неколку години, кога беше ВМРО 2007, 2006, 2008, не знам како беше, и го слушав еден од тие, знаете што рече? СДС, ако беше ВМРО тогаш на власт, тие ровареле со бугарите и тогаш, значи тие поголеми бугарофили, а возборува за ВМРО-вците бугарофили. Се извинувам се и на ова тема сакам да кажам. Да, повелете, одлично, да се вратиме. Тука треба, значи семејството, школото и полиција, три работи, ама обвинителството и судот некако не почнуваат да работат. И сакам да кажам, ама џабе ќе почнам, еве гледам уште многу малку време ми останува, значи да се уклучат семејство, школото, да се има и некој час почетни во прво па на крајот, по култура нешто да почнеме, ние треба од корен нешто да почнеме да се воспитуваме. Многу ми е, навистина ми се жити од ова тема. Да, ви благодарам и тоа како битна работа во самите училишта, односно образовниот процес, па не случајно од секогаш биле, барем ете јас колку што знам од како ме имало и психолози во училиштата, значи во основните и така натаму. Тие би требале да исто така ја следат, мониторираат работата тој психолошки профил на учениците да го прават, затоа што кажав, станува збор за процес, не станува збор за моментална еднократно дејство, активност. Значи, ова што е видеото не е инцидентно, туку тоа е процес кој е во овој случај на видеото овековечен и кој сосема известно не бил еднаш и до кој не дошло одеднаш. Тука е разликата, затоа и во темата како да се препознае, затоа што едно е она одеднаш,
Можете да изнервирате некого, да го извадите од так, да го испровоцирате, па да ве удри, па да дојде до тепачка. Тоа е одеднаш, но со една нормална психолошка матрица. А ова е процес кој, велам, има многу работи во себе, психолошки, кои би требале да бидат детектирани. Токму ете и од тие служби. Како родители, психолози во училишта, па кои понатаму би детектирале да се вклучат институциите, Центар за социјална работа или некои други по потреба експерти. Повелете, добар ден. Добар ден. Време Димената. Да, повелете, да, ве слушам. Да сте здрав и жив. Благодарам. Без многу трпелив да слушав и така. Повелете. Почитано дитело. Да. Вие кажавте психолошки. Почитано дитело психолошко-патолошки, психијатрички. Ние сме во тој третман. Преди малку се јавила една госпоѓа. Што си засекната, госпоѓо, па за незе времето е застанато, абе не мешај партијеве. Гледај го животот, личниот и на поколенијата. Кај сме ние со поколенијата, почитал водитело? Па што станало вака и нас? Па секојдневни вакви случаи има. Знаете што е психопатолошки проблем? Брадестиот полицаец да чека 20 години и кога ќе дојде на оваа функција да магистрира. А за другото не е заинтересиран. Тоа е психолошко-патолошки склоп. Дали ме разбирате? Сега он го реализирал тоа, он е сега магистар, ВМРО, ДПМ. Второ, тоа е психолошко-патолошки. Почитам водител во Србија велат вака. Има 3 врсти на бради. Не сакам никога да наврем. Значи, брада звања, брада знања и она последното, да не го именам, најгрубото. Ке нас се сите тоа последното. Ако пуштиш брада, си ВМРО, ДПМН. Си и комита, и војвода, и... Дали ме разбира? Не го зборам ова со сарказам или иронија. Почитувам водителу. Унија на млади сили, тоа се тие. Така воспитани. Знаете како? Најдрско, најбезобразно. Затоа што нивните родители и полиција која ќе дојде, он ќе се потенцира. Ќе видите кои су ние. Благодарам, ве поздравувам. Но добро добиваме воопшто на некоја додадена вредност, да речеме едно, ако, не знам, министерот ви е помлад политичар. Како професија политичарите ги имаме сега и ќе видиме од овие кои ќе бидат, да ги пополнат местата во биографија, што е нешто, да, политичар од помладата генерација. Па друго, не знам, па универзитетски професор, а вака сега имате министер и дипломирал и магистер. Значи, добива додадена вредност. Министер МР, самата држава. А и коефициент на труд исто се зголемува, така што забрзуваме. Добар ден, повелете да забрзаме, ајде. Повелете кој ни е следен, добар ден. Да, вака сега обстежна и сериозна би рекла тема, но... Да. Како да кажеме, нели од неколку аспекти. Вака се, тоа се пресе млади луѓе, кои нели да речем, ајде медицински, полни со хормони, некои се помирни, некои секако поагресивни или поживи, но би рекла тука треба за здравствените да ја речат, да следат. Тоа реков е дали домарите да ги воспитува или не, најме дека секој го праќа детето во воспитно, нели образовен објект, така се викат училишта, нели не е само да учат, него да ги воспитат. И сега нели колку професор може нели да биде психолог, збориме има психологи нели во училиштето, значи некој дете е помирно, интровертно, некој е поагресивно, тоа зборам, и сега што не беше зборот, значи како психолошки децова што се вика дисциплина. И сега би рекла, мора да бидам строга. Затоа што ова сериозно тоа друго девојче што се вика може да биде поповлечено, ќе му остане нели некоја психолошка директна мана. Затоа секој агресивно дете ви ова девојче би рекла, нема тука срам. Значи прво ви кажам, многу деца со 3 кеца полагале. Така да ова дете прво ќе падне година, без огледалението колку има 14 години, 7-8 ќе падне година, како касне, што би се рекла, нема да се запише во ниедно државно училиште. Значи, ако има пари, ќе иде во приватно, како казна родителите да знаат ако имаат пари. Прво треба оваа мерка на искрено. Значи, ќе си падне, ако биде 8-7, ќе си иде од друго да види како да се научи на ред. И би рекла, нема лутење. Во Америка има општо корисна работа. Значи, ќе мораш од си рекол нешто да сработи, за да знае
Ако збораме малолетни, и плюс би рекол нешто. Значи, овие деца, ако не се научат веќе што е гнев, или малце да разговараат со психолог, би рекол дека мора и нијата да се знаат, еве зашто ќе ви кажам. Никој не ни гарантира дека после 20 години ќе влезе во политика, јас ќе речам мора подадат. Ја не би сакала такви деца, утре не знаеме како ќе се однесува. Значи мора јавно да МВР нели да има оддел за малолетници, каде што ќе отвори секој да знае, ова дете, за секој утре родителот се замисли, што би рекол, сетете сега пред 50 години, пример, зборам 40, па се били родителите. Татко ми ќе ме... Благодарам, поздрав. Повелете, добар ден. Добар ден и почит, господин Исо. Исто така, да, повелете, ве слушаме сите. Господин Исо, да. врска со темата, јас би сакал да шпекулирам за една од причините зошто се случува оваа работа. Имено, ало, дали се слушам? Да, одлично, зошто се случува, повелете, да. Имено, Да. Имаат нашите северни соседи една поговорка кој велат што више стеже, што више пуца. А кога беше стегањето, а кога е пукањето? Сакам да го дообјаснам. Во Македонија има повеќе народи и народности, со почит кон сите. Удба колективно го пушти вирусот за колективната болест на горделивите македонци, достоинствените македонци, тие што се бореа за своите доблести и така натака. Тито ги сфорсира преку удба копуците. Сега ве молам, ова е болест, ќе повторам, колективна кај македонците. Никој не беше на удар во Македонија од народностите, сем овие македонци што исповнав. И сега, што се случува? Тој вирус од лабораториите на удба сега реагира, дури и генетски реагира. Се ослободија децата. Зошто? А нивните татковци беа уплашени 80 години. Не знаеа како да реагираат. И сега децата пукаат. Тоа е целата работа. Ве молам, сакам да повторам дека сепак е ова спекулација. Благодарам и приват. Благодарам, да, ве поздравувам. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме. Сепак е ова спекулација. Не се татковците или родителите заробени, него родителите на ваквите деца не се воспитани. Невоспитани родители, невоспитани деца. Прво од семејството, па во воспитно-образовниот систем, па во институциите и во законите. И што сакаме повеќе? А трето, менталитетот на македонецот. Еве, кој како сака нека мисли и што сака нека мисли. Утринава слушнав една господја, гледачка. Вака вели: зошто толку го критикувате нашиот премиер Мицковски? Па тој е доктор на науки, што сака ќе ни прави? Па вие знаете колку доктори на науки имаме у држава? Што сака ќе ни прават? А доктор во овој другиот што сака да им прави, кој ќе им отвори мозок? Или оние што им отварале граден кош на срцињата? Па што сакале им правиле? Каков е тој ментален склоп да го каже некој возрасен човек, јавно на медиум, бил доктор на науки, што сакал ќе ни правил? Па нека и прави што сака. Ја не сакам мене да ми прави што сакам. Јас сум го избрала како премиер за да ни прави добро, за да ни општеството напред, државата да ни они напред, а не да ни прави што сака. Такво е тоа размислување, значи бил доктор на науки, ќе ни прави што сака. И сега што сакате ви од такви родители да воспитаат деца? Па оди бре синко, прави што сакај. Значи така му доаѓа тоа. Или черко, оди прави што сакај. Па сега се кубеле, се тепале, па ќе се кубат. Какви родители, такви деца. Убаво спомнавме. Да, диносаурусите, македонците и кој првата емисија настанал или создал држава, битно е кој цивилизирал, кој унапредувал напред, кој се култивизирал, кој дошол до повеќе наука, до повеќе воспитание, до повеќе создавање за својата татковина и за својот. Благодарам ве, поздравувам. Имаме ли време за уште некого?
Немаме, за жал, но добро. Сепак, мислам дека успеавме да продискутираме за тоа на што се должи ова количество на агресија, на сето она што како појава го гледаме, за жал, и фемициди, особено насилство кај најмладите, но и за тоа како да се препознае, како да се спречи, како да се превенира, но и како веќе слученото да се обиде системот да го исправи, да го коригира, помеѓу другото и таа општо корисна работа и слично. Еве и ние, би рекол, имавме токму во давањето или доаѓањето до заклучоците на овие прашања еден вид општо корисна работа, а не сме под казна, и тоа е најголемата придобивка. Ви посакувам да останете така во и такво чувство, но и во таква активност општо корисна. Немојте, како што кажа некој од вас, да се докусурите после забава, па на афтер парти, туку општо корисно да биде за сите. Ви благодарам за учеството и вниманието. Централниот дневник е во 17 часот. Довидување.